Тешка година за земјоделството во Македонија. Неисплатените субвенции од една страна, но и временските неприлики од друга им надвисна амаки на оние кои екзистираат од земјоделството. Ранните пролетни мразеви ги уништија овошките, оревите и лозите, наместа дури 100%, додека пак сушата ја сардеса Пелагонија, дотолку повеќе што нема секаде можност за наводнување преку акумулацијата стрежево, дополнително што осигурителните компании не осигуруваат од суша и мраз. Состојбата со мразевите и сушата се катастрофални, посебно од сушата. Ние ваква априлска суша не сме имали никога што во позначе. На многу места комбајните немаше да работа, и пшеницата, и јаспенот, и други тесовски култури пред време ги скаменаа тие фази за разбој, и пшеницата остана висока некаде на 5,5. Таа и што да направи, никој не може ниту да дажди, затоа што никој не може ни една машина да извади од со таа висина. Во новачкиот дел од најголемата житница во земјава, околу 2000 хектари се под житни култури, но годинава како да нема да видиме комбајн по полињата. Најголемо штетување ќе има Бачкиот регион, потоа Мариовскиот дел од нашата општина и другите општини. Се тука не е добро да не споменеме дека ова судбина ја снајде и Северна Македонија, Северна Пелагонија, односно позначето на Пријавскиот дел, каде што ќе има уште поголеми штети, имајќи првид на какви површините ја стопанисуваат околу производството на храна. Локалната самоуправа, имајќи предвид дека во 41 населено место во општината населението главно живее од земјоделие, презеде мерки. Во овој период се соочивме со временски неприлики, со големи мразови. Оформени се комисии под рачната единица на земјоделие и ги оформи комисиите и по пријава на нашите индивидуални земјоделци излегува на терен ги утврдува штетите. Овде нашето население, локалното население, претежно се занимава со житарици. Оштетување има и во посевите, нарочито имаме оштетување многу поголеми во пченката. Бидејќи во тој период никнуваше и таа изгледа многу оштетување има во тој дел. А другиот дел во овоштарници и пластеници, оштетувањата се големи и се движат од 80 до 100% оштетувања. Имено од Сојузот на земјоделците минатата година за да спречи пустош од суши се договорил со владата да се спроведе субвенционирање на изградба на 500 артерски бунари, но со актуелната состојба планираното не доживеало реализација.